Добре дојдовте на денешниот вебинар. Јас сум Билјана Стојановска, од неодамна Етвининг амбасадор, оделенски наставник во Основното училиште Свети Кирил и Методи во центар Скопје. Истовремено сум и Scientix амбасадор, Eduino амбасадор, автор сум на дигитални курсеви, водечи книги, работни тетрадки. Денес ќе дадеме фокус на темата која што ја најавивме уште пред една недела за активна училница со примена на колаборативни дигитални алатки. Во мојата работа особено внимание посветувам на тоа како наставата да стане поинтерактивна, поангажирачка, поблиска до учениците. Работам со алатки кои најчесто самостојно ги истражувам и прилагодувам за мојата настава, меѓутоа имам проследувано и обуки за истите. Користам пристапи кои им помагаат на учениците не само да учат, туку и да размислуваат, да соработуваат, да создаваат. Денес нема само да слушате, туку ќе пробаме конкретни алатки што веднаш може да си ги примените во вашата училница. Сега, што е тоа активна училница во дигиталната ера? Пред да започнам со објаснување, морам да објаснам само дека оваа тема е во согласност со годинишните теми на Etwinning, Skills for Life, односно вештини за живот. Токму овие вештини, како што се критичко размислување, соработка, комуникација и решавање проблеми, се најважни во современото образование. И затоа активната училница не е само метод, туку пристап кој директно придонесува за развојот на учениците. Кога зборуваме за активна училница, всушност зборуваме за една голема промена во начинот на кој се одвива наставата. Во традиционалната училница, порано фокусот беше на наставникот кој што објаснува, предава, а учениците се тие што слушаат, запишуваат и подоцна репродуцираат. Но денес, во дигиталната ера, па и според новата концепција, овој пристап веќе не е доволен. Учениците живеат во свет каде што информациите им се достапни веднаш. Се извинувам. Затоа, нашата улога не е само да го пренесеме знаењето, туку треба да ги научиме како да размислуваат, како да истражуваат и како сами да создаваат решенија. Активната училница го става ученикот во центарот на вниманието, па наместо тој да биде пасивен слушател, тој станува активен учесник, поставува прашања, дискутира, истражува, работи на зададени задачи, создава сопствени продукти на кои се гордее подоцна, како презентации, постери, инфографици, па и стрипови, дигитални приказни. Многу е важно што овде учењето не се сведува само на точен или неточен одговор, туку се вреднува целиот процес на учење. Значи, како ученикот размислувал, како дошол до решението, како соработувал со другите. Тука се менува и улогата на наставникот. Ние повеќе не сме единствениот извор на знаење, на информации, односно сега сме веќе насочувачи, поттикнувачи, односно поддржувачи на учениците при усвојувањето на нивното знаење кон подлабоко разбирање на содржините. Дигиталните алатки дополнително го поддржуваат овој процес. Тие овозможуваат интеракција, визуализација на нештата, креативност на учениците, што ја прави наставата подинамична, поблиска до реалниот дигитален свет на учениците. На крајот на криштата, целта на активната училница не е само да научиме нешто, туку да изградиме ученици кои знаат да учат, да соработуваат и знаат да се снаоѓаат во современиот свет. Зошто колаборативни алатки? Овие алатки не се само технологија, туку тие се всушност средство преку кое учениците ги развиваат токму оние вештини што ќе им бидат потребни во денешниот реален живот. Например, кога учениците работат заедно за некој заеднички документ, проект или презентација, директно развиваат вештината за соработка. Учат да се сослушуваат едни со други, да се договараат, да прифаќаат различни мислења, заедно да доаѓаат до некакво заедничко решение и слично. Преку овие активности се поттикнува критичкото размислување, учениците не добиваат готови одговори, туку треба сами да анализираат, да избираат релевантни информации и да донесуваат одлуки на крај. Колаборативните алатки поттикнуваат и комуникацијата. Учениците постојано разменуваат идеи, било тоа да е усно или преку пораки, пишување, коментари или некои визуелни елементи како емотикони или гифови.
Многу е важна и дигиталната писменост со користење на овие алатки, бидејќи тие така учат и одговорно и ефективно да ја користат технологијата, што е една од клучните вештини во денешницата. Меѓутоа, не треба да ја заборавиме ниту креативноста преку динамични дигитални табли, мапи на идеи, презентации и визуелни алатки. Учениците добиваат простор да создаваат, а не само да репродуцираат информации. Но можеби најважно нешто за овие алатки е бидејќи тие ја зголемуваат мотивацијата на учениците. Учениците се чувствуваат вклучени, активни и важни во процесот. Тие гледаат резултат од својата работа и потоа тоа ги поттикнува да вложуваат уште повеќе. Се охрабруваат и се гордеат. Значи, колаборативните алатки не се само уште еден ресурс во наставата, туку тие се многу важни за создавање училница која ги подготвува учениците за живот, токму во духот на Skills for Life, односно вештини за живење. Алатките кои денес ќе ги разгледаме се неколку, 3 се тие колаборативни дигитални алатки кои се многу практични и лесни се за примена во училницата. Првата алатка е Padlet, односно ќе се задржиме на незината опција Padlet Sandbox. Тоа е интерактивен дигитален простор каде што учениците може да додаваат идеи, слики, текстови, па дури и да цртаат на самата табла. Одличен е за бурани идеи, воведни активности или заедничко креирање на содржини. Она што е особено важно, што сите ученици можат да учествуваат истовремено. Следната алатка која што ќе разгледаме е Dot Storming. Тоа е особено корисна алатка за кога сакаме учениците сами да генерираат идеи, а потоа преку гласање да изберат кои се најдобри. Има можност и да се избираат идеите, но и да се аргументираат дали се за или против. Има можности за коментари за да ги аргументираат своите избори. И на крај ќе видиме и Canva алатката, која верувам дека на многумина од вас ви е позната, меѓутоа еве да го видиме и делот како може да се соработува на Canva, односно учениците самостојно во групи да креираат постери, презентации, инфографици или различни други визуелни материјали, па дури и видеа и гифови може да си креираат. Одлична е за развојот на креативноста, но и за визуелно представување и изразување на идеите на учениците. Со овие алатки всушност на учениците ќе им покажеме како една нивна идеја преку соработка може да стане еден видлив продукт. Па ќе видиме и како овие алатки лесно може да се вклопат во наставата и да ја направат поактивна, интересна и ефективна. Така што, според тоа што кажав, сега ќе започнеме со алатката Padlet. Сигурна сум дека особено за време на онлайн наставата сите ја користевме. Таа е една од најпопуларните и најлесни за користење кога станува збор токму за колаборативното учење. Тоа е дигитална табла на која учениците може да создаваат различни видови на содржини, како текст, слики, линкови, видеа и слично. Се што ќе го стават се што би ставиле на една класична табла, па дури и многу повеќе, тука дигитално има повеќе можности за креирање. Она што всушност ја прави оваа алатка особено интересна е тоа што овозможува сите ученици да учествуваат истовремено. Не е само еден ученик да одговара на табла, тука има простор секој истовремено да се изрази, што всушност ја зголемува и вклученоста на учениците. Padlet е лесен за користење, не бара напредни технички вештини, што значи дека многу лесно може да се примени и со помали ученици. Во рамки на Padlet ќе разгледаме, реков, опцијата Sandbox. Тоа е малку поразличен простор кој повеќе личи на дигитално платно, каде што учениците слободно се изразуваат, цртаат, пишуваат, додаваат елементи и може да си ги поврзат своите идеи.
Padlet Sandbox е особено корисен кога сакаме да поттикнеме креативност и визуелно размислување. Наместо да пишуваат, учениците ја искажуваат таму својата идеја. Значи, таа алатка е погодна за бура на идеи, за како воведни активности, за групна работа, за визуелно објаснување на некаков концепт и слично. Следните неколку слайдови се примери како сум ја користела класичната Padlet табла. Она што го гледате сега е виртуелното ликовно пано за време на онлайн наставата, кога бевме физички разделени, меѓутоа Padlet ни овозможи да така да го зачуваме чувството на заедница, тука да си ги видиме нашите изработки, учениците си цртаа, ги фотографираат цртежите, ги закачуваа на табла и она што беше најинтересно за нив, можеа да си ги лајкуваат ликовните творби. Па така што часот по ликовно не ни заврши само на нивниот блок дома, туку и се споделија на целото оделение творите. Ова е исто така од тоа време пример. Имам и понови, меѓутоа како се навраќам некако на поодамнешните примери, така поинтересно ми е затоа што тогаш сум истражувала па и повеќе. Ова е конкретно за предметот општество. Овде Padlet го користевме како база за истражување, односно за народни инструменти, па и општо за нашата традиција, нашето минато. Ова е всушност класичен пример за една активна училница дигитална. Значи, јас како наставник ја креирав, ја додадов таблата, темата ја напишав, а учениците беа тие што всушност го креира самиот час, односно лекцијата. И уште една интересна активност, ова ни беше МИО активност. Тука ни беше многу важно да најдеме некој простор каде што децата ќе соработуваат без некакви пречки. Онлайн активност беше, се уште одевме на училиште, меѓутоа многу не се собиравме, онлайн не беше ова активност, па баш добро ни дојде Padlet таблата. Конкретно овде се споделува децата својо омилено животно, без разлика на својот мајчин јазик, децата да придонесуваа со порака, со слика, со цртеж или символ и создадоа една заедничка слика, па преку ова и може да покажеме дека во дигиталниот свет исто така сите сме еднакви и поврзани. Сега конкретно за спецификациите на Padlet Sandbox. Во бесплатниот план до 30 јуни имате можност неограничено да изработувате табли, Sandbox табли. Меѓутоа по овој датум вкупниот број на табли е 3 заедно со обичните Padlet табли. Во еден Sandbox може да се создадат 20 страници, односно картички. Може да се поединечен файл да се прикачи до 20 мегабајти, видеото може да биде само до 2 минути и аудиото до 5, тоа што ќе се прикачи, бидејќи и тоа исто така може да се вметне во таблата. Пристапот на учениците е без логирање преку линк или пак QR код, меѓутоа мора да дозволиме пишување, ќе видите малку подоцна каде тоа го правиме. Сега, откако ќе се логирате, сега бидејќи ова не е работилница, нема толку доволно време за веднаш да пробувате, меѓутоа сега внимавајте како објаснувам, па подоцна, бидејќи ќе има и видео, ќе може да си вратите и да видите каде може да креирате таква табла. Значи, откако сте се регистрирале на Padlet, на копчето Make горе, тоа е розево кога не е вклучено, кликнувате таму и во првиот ред ви се дадени можностите за обична Padlet табла, а во вториот ред за Sandbox. И тука имате можности неколку, може да креирате бела табла, мапа на идеи, презентација, Venn диаграм и слично.
и кликнувате на било која од можностите за да започнете. Кога ќе влезете во таблата, ќе видите дека имате многу можности, односно тоа се позадини во стилот на диаграми, каде што може да се пополнува од страна на учениците, веќе значи креирани. Како што реков, за разлика од обичниот Padlet, овде има страници или картички, cards, и со кликнување на знакот плюс од левата страна, може да додадете картичка и реков до 20 вакви страници, што е сосема доволна за една наставна содржина или групна работа. Сега, конкретно тука облачето што е отворено се отвара на трите точки на картичката и покрај на споделувањето како прва опција што ја дава на ова прозорче, јас би се задржала на втората опција, тоа е да се промени на позадината, односно може да си ставите ваше некоја позадина или претходно изработен диаграм што треба, рамка некоја за што треба учениците соодветно да ја цртаат или пишуваат. Имам јас таков пример ставено тука, ова ми е претходно креирана рамка и за секој ученик посебна картичка би се креирала и секој си работи на својата картичка. Значи, Padlet Sandbox може да се сподели со учениците целосно, значи преку копчето Share, горе, десно, или пак една картичка да се сподели на една група или на еден ученик, на трите точки, како што видовте претходно со првата опција. Сега би пробале како тоа ќе изгледа, па секој од вас или скенирате го QR кодот или ќе ви испратам линк сега во четот. Тоа што треба да го направите е да изберете емотикон од алатките што се наоѓаат десно, односно тука каде што е веќе едниот емотикон. Кога ќе го кликнете, ќе отворите повеќе и треба да изберете емотикон според тоа како се чувствувате денес. Значи, може да го скенирате кодот, а јас ќе споделам сега и линк, ако сакате и директно да влезете од тука. Сега ќе се вратам на така. Односно ќе вклучам тука за да може да гледаме што се случува. Гледате дека веќе се раздвижуваат емотиконите, значи слободно пробајте. Ова истото може да го прават и учениците, меѓутоа може да додаваат текст, може да додаваат видеа. Јас ќе видите тоа, има можност во поставките да се определи кои алатки да бидат достапни за учениците. Сега во моментов на ова Padlet Sandbox табла имам дозволено да се поставуваат само емотикони. Одлично. Гледам многу насмеани човечиња. Значи, замислете ги пак вашите ученици на кои им е ова природна средина. Значи, сигурно се и повешти, поумешни од нас, побрзи. Така што ќе им биде многу интересно. Значи, може и да ги зголемувате емотиконите, да ги поместувате на таблата. Се надевам дека пробавте повеќето од вас. Ви благодарам што се вклучивте. Јас би се вратила сега на презентацијата.
Ова е интересен пример, ова е всушност пример од самиот Padlet Sandbox, меѓутоа беше многу интересен и затоа сакав да го споделам со вас. Со помош на QR кодот ќе влезете и во оваа Padlet табла. Значи, она што е оставено да се движи е само агломерот и задачата тука е учениците да ги измерат аглите и да ги напишат сите големината на аглите на сите овие 2D форми. Ќе видите сега од десната страна дека ги има сите алатки кои може да ги користат учениците. Нив им треба, значи, моливчето за пишување тука и стрелката со која што ќе го придвижуваат агломерот за да измерат. Ова може да си го пробате и подоцна. Сега ви покажала примери кои што ги користев неодамна, односно ова конкретно го користев вчера, имавме исто така миоактивност. Рамката, значи, беше подготвена од мене. Претходно учениците соработуваа заедно во групи и оформивме еден кодекс за одговорно дигитално однесување. Секоја група потоа на таблата си напиша некои своји правила и совети за одговорно дигитално однесување. Ова е пример кој го користев на една обука, зашто се важни современите методи. Исто така со стикерчиња, учесниците си кликнува на стикерчето и пишува своји размислувања. Ова е пример кој што го користев за eTwinning проект, поврзан со водата. Бура на идеи, учениците или го ја зема алатката за текст, пишување текст, или алатката за стикерче, па повторно пишуваа своји размислувања. Сега, уште една алатка, односно уште една активност што сакам да ја пробаме, ова е анкета, значи исто така може и да се вметнат и прашања, кои што подоцна може да се обработат, за да се видат искуствата и ставовите, сега конкретно тука за дигиталните алатки, вашите искуства и ставови. Јас повторно ќе споделам и линк. Ќе се вратам и на QR кодот, само да е така. На кого како му е полесно. Мислам дека ги гледате убаво прашањата и одговорите, може да не ги читам сите, секој сам да си прочита и да си избере тоа што му одговара за него. Сега може да гледаме и тука, па дури и резултатите. Веднаш тука пишува show results или hide, или да се скријат резултатите, или да се покажат во моментот. Така што еве вака ќе ги гледаме сите. Гледам дека како најголема пречка за воведување активна дигитална училница, вие до сега имате избрано комплексноста на самите алатки, односно логирање лозинки. Меѓутоа, видовте дека сега конкретно на Padletот нема потреба учениците, зборувам, да се логираат, ниту не им треба никаква лозинка, а веднаш со самиот линк или QR код можат да пристапат на самата табла. Меѓутоа, вие како наставници мора да си имате профил за да може да креирате Padlet табли, Padlet Sandbox и понатака исто така и за другите алатки. Има веќе и одговори како недостаток на техничка опрема, таблети, компјутери. Така, јас искрено имаме опремено ние училиштето, работам се во групи со таблети, меѓутоа често пати работиме и на смарт таблата, заеднички, така што
а и се надевам дека ќе се подобрат условите. А и сега околу второто прашање, која е примарната улога на дигиталната алатка на вашиот час? Некој одговорил дека тоа е замена на учебникот, односно изворни информации. Друг пак дека е простор за соработка и заедничко творење на учениците. Така сосема се согласувам. Околу третото прашање, како најчесто ги вклучувате учениците со потешкоти во учењето или јазични бариери преку технологијата? Најчесто одговор е преку визуелни содржини, слики, икони или видеа, потоа преку работа во парови на ист дигитален уред и некој се уште бара најефикасен начин за нивно вклучување. Сега може да забележите дека некој вклучил алатка за цртање, па ова може да ви се случи и со учениците, и токму затоа е добро што тука може на Padlet таблите да се исклучат сите алатки што нема да им требаат. Значи да се остават активни само алатките што би им користеле. Ако е за цртање, само моливчето за цртање. Ако е за текст, само алатката за текст и така натаму. И последното прашање, која вештина кај учениците сметате дека најмногу се развива преку користење на колаборативни дигитални алатки? Дигитална писменост и самостојност и одговорност кон сопственото учење се најброен избор. Меѓутоа и социјални вештини, договарање, поделба на задачи, емпатија, креативност и естетско изразување. Значи, сите се важни, сите се развиваат, меѓутоа прашањето е само според вас кој е најмногу. Може да продолжам сега понатаму. Следната алатка која сакам да ви ја представам е DotStorming. Ако Padlet е нашето дигитално пано, тогаш DotStorming е нашата дигитална говорница, односно место каде што учиме како да донесуваме заеднички одлуки, како аргументирано да дебатираме. Сега, она што се најважни 4 работи за оваа алатка е прво гласање. Тоа е наједноставен начин да го дознаеме мислењето во училницата. Наместо да ги прашуваме учениците еден по еден, тука добиваат одреден број на дигитални точки, се викаат, може да бидат и други форми, ќе видиме малку подоцна, кои ги ставаат учениците на идеите што најмногу им се допаѓаат, но како што напоменав и на почетокот, исто така имаат можности за секоја идеја што им се допаднала или не им се допаднала да искоментираат, односно да аргументираат зошто им се допаѓа или зошто не им се допаѓа. Па веднаш добиваме преглед на тоа кое решение има најголема поддршка. Понатаму дискусија и аргументи, ова е суштината на активната училница. Под секоја картичка, односно идеја, постои простор за коментари она што го споменав и учениците ги кажуваат и своите мислења и коментираат на тугите. Безбедно и брзо. Овде клучот во овие алатки е всушност едноставноста, како на Padlet Sandbox, така и на DotStorming. Па учениците се приклучуваат само со своето име или прекар, значи на почетокот само ќе ги праша за името и толку, не треба никакво регистрирање, логирање и слично. Значи може да се започне со дебата за 30 секунди, ако е претходно подготвена нормално страницата. Колаборација во пракса. Процесот е динамичен. Јас како наставник, односно секој од вас, поставува тема или проблем, учениците се тие кои нудат решенија и имаат чувство дека нивниот глас навистина вреди и се слуша во училницата, бидејќи директно влијаат на исходот од самиот час. Кога сакаме да ги научиме децата на дебата и како да ги соочат своите ставови за и против, значи оваа алатка е вистински погодок. Спецификациите на DotStorming, значи и тука 3 табли може да имаме во исто време. Неограничено е бројот на учесници кои може да се приклучат, е неограничен. Наставникот одредува колку гласови имаат
учениците за лајкување, односно точки, односно срциња, звездички, може да бидат во различни форми. Реков, регистрација за учениците е само со име или прекар, нема потреба од никакво логирање и поддржува исто така текст и слики. Може да вклучат и слики. Ова е еден пример на што трошиме најмногу вода, бидејќи често ја употребуваме и обработуваме со учениците оваа тема како заштита на животната средина и ресурсите. Прашањето е едноставно, ќе видите во вториот дел, односно и кога ќе се крира, ќе забележите, има објаснување, значи тука само кратко објаснуваме процесот што треба да направат. Значи тука пишува дека само со еден збор или реченица треба да напишат и ќе забележувате срцињата под секој одговор. Тоа се всушност гласовите, а по светлите срциња се гласовите на ученикот, конкретно тука што ги дал. Сега, тука горе десно, синото копче, sort by votes, тука потоа на крајот од активноста, кога ќе се кликне тоа копче, се подредуваат сите размислувања според гласовите. Значи, кое размислување добило најмногу лајкови, односно најмногу гласови, ќе биде прво. Сега околу креирањето, повторно откако ќе се логирате на алатката, може да креирате, да кликнете на New Board или на Whiteboard, меѓутоа попрактично е New Board, она што претходно го видовте, а второто ќе го видиме на крајот од овој вебинар. Па тука, откако ќе го кликнете тоа, ќе ви се отвори прозорче каде што треба да ги поставите сите работи, односно насловот, односно тоа е всушност прашањето за ова Dotstorming табла и описот, значи што треба да направат учениците. Во овој случај тука прашањето е дали треба целосно да се забранат пластичните кеси во нашиот град. Описот е поставете ја вашата идеја картичка со едно решение или мислење, потоа гласите за најдобрите предлози со вашите 3 точки. Значи тука наставникот определил 3 точки, еве го тоа доле каде што може да се определи само еден глас, па и може повеќе од 3 и така натаму. На вториот тап од ова прозорче има повторно некои подесувања кои може да си ги наместите, може да биде и со пасворд оваа табла, не само да се влезе со линк, туку треба да го знаат пасвордот за да влезат. Меѓутоа вие тоа си го определувате. И последниот тап од прозорецот, тука се избира каква икона за гласање ќе ставите, дали тоа ќе биде точка, дали ќе биде срце, звездичка, раче, лайк и слично, па и боите на гласовите и на нашите гласови, на другите гласови исто така ги може да си ги наместиме како ни одговара. И сега еве таблата. Значи учениците всушност на копчето Add a card креираат мислење, односно свој размислување, своја картичка, свој став. И тука, како што кажав и претходно, може да постават текст или слика. Или текст и слика. На икончето за споделување, тоа е општо познато, таму се споделува, се презема линкот за да се сподели со учениците. И на трите линии на крајот, иконата на крајот, исто така и тука има подесување. Јас конкретно тука креирам своја позадина. Значи тука на board, set background, може да преземам слика од компјутерот за да ставам позадина која што ми одговара. Ќе се навратиме на Dotstorm.
на крајот од вебинарот, бидејќи имам таму предвидено уште една активност. А сега ќе продолжиме со последната алатка за денес, односно Canva. Canva не е само алатка за маркетинг, туку таа е наш, верувам на повеќето од нас, сојузник низ целиот наставен процес, од креирање работни листови, презентации, видеа и слично. Меѓутоа, тука реков ќе разгледаме во смисла на соработка на учениците на часот. Па и надвор од часот може исто така и да соработуваат и дома како домашна задача, да влезат на истиот документ. Тоа е всушност дигитално платно, каде што идеите тука веќе, нивните идеи ќе добијат некоја форма и боја. Она што всушност ја прави Canva совршена за колаборација, за соработка е опцијата што повеќе ученици може да влезат на еден ист дизајн, не мора да се седи пред еден компјутер па да се чека редот за маусот и тастатурата, туку секој од својот уред може да придонесе во заедничкиот проект. А наставникот пак може да ги гледа промените во живо, значи да остави коментар со насоки или да помогне во некој момент. А со оваа алатка всушност децата ги развиваат своите естетски вештини, но и многу важно при секоја алатка дигиталната писменост, бидејќи учат како посложените информации да ги преточат во едноставни убави пораки. Каде е најдобро да искористиме всушност моќта што ни ја дава Canva? Реков на заеднички проекти. Например, ако правиме постер за штедење вода, еден тим може да работи или еден ученик да работи на насловот и на пораките, па друг на наоѓање на соодветни икони, трет на организација на просторот каде ќе има текст, каде ќе има слика, икона и слично. И така секој придонесува со помош на својот талент. Некој е подобар со зборови, некој со бои и со форми. Значи, исто така и заедничка презентација. Наместо секој дете да прави по 10 слайдови за некоја тема, може целото одделение или група на ученици да направат една поголема презентација, каде што секој ученик има свој слайд кој што ќе го уредува. И всушност тука успехот ќе биде заеднички и ќе имаат убаво чувство учениците. Би ги споменала тука инфографиците, бидејќи се многу прегледни во Canva. Значи, фактите кои ги учат учениците се понекогаш навистина суопарни и многу, меѓутоа кога ќе ги визуализираат со помош на икони и графикони во Canva, во стилот на инфографик, тие не само што ќе научат лекцијата, туку навистина ќе го разберат нештото. Сега, за спецификациите на Canva, сигурно сте запознаени дека има и Canva for Education, која што е за наставници, со потврда од училиште, на различни начини ја имаат добиено оваа верзија наставниците. И овде е споредбата што се нуди во бесплатната верзија, што во Canva за наставниците. Така што сите премиум, сите про алатки и икони, слики ги имаме со таа Canva. Директната соработка е со до 30 ученици и специфично е тука што позадината на некои слики може да се тргне со едноставно со еден клик. Тоа е алатка што веднаш ја гледаме горе, ќе видиме и малку подоцна. Сега, она што треба да се направи е, најпрво наставникот треба да избере некој темплейт или постер или едноставно бела позадина, меѓутоа да ја уреди, да даде насоки, да стави наслов за учениците или да го подели просторот за да може да знаат каде всушност е нивниот простор, каде
треба да се работуваат. И сега овде би ја кажала можноста за заклучување на некои елементи, бидејќи кога 20 ученици ќе влезат и ќе кликаат, ќе мрдаат нели елементи, може да се случи тоа што треба да е фиксирано, да се помести и да се наруши целиот концепт. На крајот, исто така битно тука, да се сподели линкот, меѓутоа со опцијата edit, дека може да едитираат тие што го имаат линкот. Ова е еден пример. Ова е се изработка на постер за правила во училницата. Така што еден некој бира икончиња, некој пишува текст и слично. Тука во моментов не е завршен постерот. Меѓутоа да видите како изгледа, значи кој каде работи, се ја гледаме неговата почетна буква, односно всушност за сработка и не е потребно логирање, меѓутоа ако е некој логиран, ќе се види па и целото име, за да видите кој што работи во моментот. Сега каде може да се креира? На повеќе начини се започнува со некој документ. Откако веќе сте се логирале, сте се регистрирале на Canva, може да започнете со некаква изработка на некаква содржина, на лево на копчето на плюсот Create, во кај лупата за пребарување и на овие сите алатки, ако ви одговара, или на трите точки за да изберете нешто друго понатаму. Откако веќе е избрана содржината што сакаме да ја уредуваме, ни се отвара ваков прозорец, каде што е тука заокружено со црвено, ќе се кликне и се менува насловот на документот, а од левата страна ги гледате алатките кои ни се потребни за уредување на документот, конкретно флаер. Првата алатка, тука се поединечно алатките откако ќе се кликнат што излегува, значи на првата слика гледаме што ни се појавува кога ќе избереме првата алатка темплейтс, односно тоа се темплети кои може готови темплети кои може да си ги искористиме, само да промениме зборови, па или нешто ако сакаме да промениме и визуелен елемент, може исто така и да пребараме со клучен збор што ни е потребен, пребаруваме и ќе добиеме темплети за таа тема. Втората алатка, кога ќе се избере, тоа се елемент, тука ги гледаме сите елементи кои може да ги вклучиме во самата содржина што сме избрале, значи од форми, графички елементи, анимации, слики, видеа, аудио, диаграми, па дури гласање, табели, рамки за слики и така натаму. Третата алатка се текстови и тука нели покрај големи мали текстови мора да напоменам и подолу кога ќе скролнете има и веќе готови текстови, односно текстови кои се уредени стилски и само го менувате текстот. Следна алатка е за прикачување на фајлови, значи слики или видеа кои сакаме да ги вклучиме во нашата содржина што ја креираме. Tools ни е следната алатка која може да ја видиме и тука може да моливчето, значи тука значено, на друго место не можеме да го најдеме, меѓутоа сите, па и стикерчето исто така, меѓутоа други елементи можеме лесно да ги најдеме и преку алатката Elements. И ќе ја споменам тука исто така и алатката Projects, односно тука ќе ви се отворат дизајните што веќе сте ги креирале, ако треба да се присетите на нешто, да преземете некој елемент од претходно креирана содржина. Откако ќе ставите некакви елементи на вашата, не знам, постер, флаер, презентација и слично, кога ќе кликнете на самиот елемент, ви се отвараат горе алатки кои служат за уредување на самиот тој елемент. Значи од фонт, големина,
стил на букви, ефекти, анимација, па и позиција, дали да биде напред или назад и слично. На истиот елемент ќе ги забележите и трите точки, тука се отвара ваков прозорец, каде што исто така може да се ископира, да се истиот да се дуплира, да се избрише и слично. Сега ќе преминам на делот горе за споделување. Горе десно се наоѓа и ви се отвара овој првиот прозорец. И сега, за да може да го споделите со учениците, избирате на стрелката кај Access Level, Anyone with the link, и избирате дека може да едитира, Can Edit, значи дека може да едитира, може да изберете дека може само да коментира, само да гледа и слично. На последната слика го издвоив само дека може да се даунлодира, да се симне содржината што сте изработила во различни формати, тука ги гледате, а надолу има и уште. Сега, тука ќе прекинам и како што напоменав на почетокот, ќе се навратиме на DotStorm преку овој QR код, меѓутоа ќе ви споделам и линк во четот. За прашања. Имаме веќе едно прашање, како може да се прикаже името и да не е анонимен учесник, значи за да не биде анонимен мора да биде логиран сепак. Меѓутоа, нели, за да биде поедноставно, затоа не бараме логирање, доволно е да може да соработуваат едни со други. Значи, на линкот што го споделив сега, може да се поставуваат прашањата, или со двоен клик на празен простор било каде ќе ви се отвори вакво облаче за да пишувате внатре, или тука лево на стикерчето може да отворите исто такво облаче за да напишете прашање. Во меѓувреме јас ќе ја споделам и формата за присуство за да може да добиете сертификати подоцна. Мислам дека микрофоните се уклучени, ако некој сака веднаш да праша нешто без да пишува тука, исто така може. Меѓутоа пробајте алатка. Ако сакате и некаков коментар дополнително, не мора да е прашање, слободно напишете или вклучете се. Јас се надевам дека ви беше интересно, дека барем некој дел од алатките го сретнувате прв пат, па ете да научите
и нешто ново. Иако сум, пак ја кажам, сигурна сум, особено од онлайн наставата навака, дека голем дел од наставниците си користат веќе алатки, особено Canva, Padlet. Благодарам, Сузана. Штом немате прашања, значи се ви е јасно. Во формата ќе видите има и предлог за следен вебинар, бидејќи ова е првиот од циклусот на вебинари кои ќе се одржуваат на месечно ниво, така што слободно она што сакате да го видите во некој од следните вебинари, напишете. Или пак ваша забелешка, сугестија, било каков коментар. Благодарам. Бидејќи не сме толку многу, ако сакате има време да испробаме и Canva. Да, јасно ми е дека користиме поголем дел од нас, нели, Canva, меѓутоа пробајте да ја користите како тимска работа на учениците. Во ред. Тогаш може и да привршуваме. Слободно на линкот за прашањата, ако во текот на работата имате прашања, слободно прашувајте, ќе видам. Не го споделив само мојот мејл, сега момент, за да може да ми пише некој од вас ако има потреба. Еве сега на екранот го гледате. Значи, кога ќе ги пробувате алатките, слободно прашувајте ако нешто не е јасно. Значи, за Canva конкретно има многу да се објаснува, меѓутоа тука сега денес се фокусиравме за соработката на повеќе учесници на еден документ. Padlet Sandbox не знам колку го користите, меѓутоа навистина е практичен и Dotstorming исто. Се надевам дека ќе го пробате.
Ви благодарам на сите. Па се гледаме во следна прилика. Благодарам за пораките. Пријатно. Пријатно. Пријатно.